Јас мислам дека не требаше да се влага во таа игра на ДУИ, затоа што во суштина не ги интересира ДУИ дали премиерот ќе биде албанец, ДУИ ги интересира дали премиерот ќе биде од ДУИ, ако ме разбирате. Значи таа етнизација која што се форсира од 1991, ама посебно од 2001, значи после војната, не донесе ништо добро, што и во тој смисол не требаше фактички да влегуваат во таа игра. Значи, еве, ние во Левица имаме од сите националности, например, дали ако би предложиле кандидат од Левица албанец, дали за нив ќе биде прифатлив? Апсолутно не. Значи, ние во Левица не се делиме на тој начин, натаму и треба да иде општеството, значи, на кај кохезија, на кај спојување, не на кај поделби. Така да, не е прифатливо за нас. За жал, сите моментално албански партии во собранието негуваат еден вид на национал шовинизам и се одделуваат од фактички од македонската нација, сакаат да действуваат засебно, така да не, ако треба да одговорам прашањето, не. Доколку не се договорат предвремени избори, дали и вие се согласувате со тој предлог на Мицковски да се излезе на протести? Ние го начнавме тоа прашање за радикализација уште кога се случи тоа, нели, мистериозно исчезнување на Кастриот Реджепи и неговото после, нели, тврдење Теваму бил, Тонаму бил и така натаму. Што значи таа радикализација ние мислиме дека сама по себе ќе дојде, како што ќе се заострува енергетската криза, посебно енергетската криза, че ние веќе имаме и масовна инфлација, сите производи се качени, посебно прехранбените, значи тоа замрзнување на производите беше предоцна. Така да ние мислиме дека сепак има предвремени, дали на пролет, дали на есен, но да мислиме дека природно ќе дојде состојба за радикализација. Власта не дава такви сигнали дека би прифатиле? Па, власта, како да ви кажам, они се спремни се фактички да продадат за да се одржат на власт. Значи, таму нема никаква долгорочна визија, значи таму е ден за ден, нели тоа што спомнаа колегите, значи преку 40, мислам дека се 47 раководни позиции доби алтернатива со само 4 пратеника, едни од најбитните, значи, ресори Министерство за здравство, МЕПСО, понатаму имате ситуација веќе СДСМ да биде како малцинска партија малтене, квалитативно веќе е малцинска партија, мислам што има остана таму, само труд и социјала и евентуално репресивниот апарат, значи Министерството за внатрешни, они квалитативно веќе се малцинска затоа што најбитните ресори веќе ги дадоа, гледате дека ДУИ еден вид на непомеслива сила политичка која што не ги дава своите ресори, таму министрите Али Ахмети ги бира, не ги бира нашиот премиер. Така да имате ситуација каде што веќе и дури квантитативно веќе најголемата партија во власта уствари паѓа под помалите партии.